Лицата во социјален ризик често стануваат невидливи за околината и за средината околу нив, а и државата често се справува со потешкоти како да им излезе пресрет на лицата во социјален ризик или на семејствата кои што имаат тенденција и опасност да потпаднат во така наречениот социјален ризик. Дали лицата кои што се од социјален ризик се маргинализирани, се невидливи и како треба општеството, односно секој еден чинител на општеството да одговори на ваквите предизвици и да им даде поголема видливост на лицата од социјален ризик и колку децата кои што се од семејство со социјален ризик се загрозени и колку нивните права и потреби се дополнително на некој начин загрозени и не се остваруваат токму преди тоа што не постојат доволно социоекономски услови како што се пристапност до питка вода, сиромаштија и други форми на социјални ризици кои што ги погаѓаат децата. Зборуваме за тоа како да им се помогне токму на децата и што треба се да знаеме кога се деца од социјален ризик во прашање. Со мојата денешна гостинка Андреја Накова од Новинари за човекови права говориме токму на овие теми, а сите одговори ќе ги дознаете доколку останете со нас и во продолжение. Андреја, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш учесник во емисијата Мој збор. Имено како младенски координатор и како дел од екипата на Новинари за човекови права кои што работат проекти што се однесуваат на лица кои што се во социјални ризици. Имено пред некое време го презентиравте и проектот за екнување на иднината и тука се видовме и разговаравме за сите групи кои што се вклучени во помош и поддршка на лицата од социјален ризик. Меѓу другото ги спомнавме и децата како едни од најважните, да кажам, чинители на оваа група и некои на кои што дефинитивно им треба двојна заштита, бидејќи по неколку критериуми се маргинализирани, особено децата од кои што потекнуваат од семејства од социјален ризик. Во Македонија многу често можеме да видиме такви немили, да кажам, социјални феномени како што се сиромаштија и питачење и така натаму, кои што за жал ги вклучува и ги таргетира и преку децата практично најдобро можеме да ги видиме таа немила страна од социјалните ризици, од социјалните феномени. Ме интересира освен сиромаштијата кои се другите кога зборуваме за социјален ризик, феномени кои што ги зафаќаат поединците и семејствата во Македонија. Здраво, Магдалена, ти благодарам на вниманието и на времето што го одвојуваш за нашата организација. Во нашата држава некако се почнува и од таа сиромаштија, или е почеток или е крај. Односно, освен сиромаштијата, огромен проблем е и невработеноста, што се надоврзува на недоволно доброто образование, што се надоврзува на немањето на можност да децата бидат присутни на училиште, така што тоа е еден, морам да кажам, круг од кој нашата целна група ретко го гледа и излезот. Така што да, сиромаштијата е најголем проблем, но не е единствен и не е изолиран проблем, односно се поврзува со многу други работи. Сега, што ние правиме и како ние се трудиме да пристапиме кон оваа тематика. Она што нам ни е важно и за кое се залагаме е токму почетокот, односно квалитетното образование како во школска, така и во предшколска возраст. Односно, ние се залагаме да децата и најмалите имаат можност да одат во градинка, да бидат згрижени, да бидат на безбедно, да добиваат топол оброк и токму и затоа во новиот проект кој го започнавме неодамна за екнување на иднината, во него вклучивме и отварање на ваков дневен центар кој ќе ги нуди овие услуги. Што значи дека нема да таргетираме само сиромаштијата како единствен проблем, односно ќе се потрудиме да ги зафатиме сите работи што на овој или на оној начин се поврзани со сиромаштијата. Така, децата ќе може да бидат згрижени, најмалите,
додека нивните родители посетуваат некакви обуки, некакви тренинзи или одат на интервјуа за работа. Од друга страна, поголемите деца кои се на школска возраст пак ќе имаат можност пред или по училиште да доаѓаат, доколку имаат проблеми на училиште, да им се помогне, некој вид на туторство или менторство, па се до оние возрастни лица и лица кои имаат потреба од излез на овој излез од проблемот на сиромаштија, односно како што напоменав, тренинзи, обуки, психосоцијални услуги, поддршка, се со цел да овие семејства добијат сеопфатен пристап и сеопфатна помош и да можат да функционираат регуларно како и секое друго семејство во државата. И сега, кога зборуваме веќе за децата, ти спомна дека вашиот пристап е системски и ги опфаќа секако и родителите, односно оние кои што се грижат за децата, дека и на нив треба да им се даде помош и поддршка, преку тоа што децата ќе бидат згрижени, секако тука се вработувањата и сите оние форми од излегување од економска зависност и стекнување на некоја финансиска стабилност, меѓутоа ми се чини дека возрастните многу полесно можат да излезат од социјалниот ризик, например ако се невработени да се вработат, да го сменат работното место, да одат на преквалификација или на доквалификација, па да конкурираат на некое по-добро платено место и со тоа на некој начин да се осигураат финансиска стабилност и да излезат од социјален ризик. Меѓутоа кога се деца во прашање, ми се чини дека тие се секогаш зависни од туѓата нега, од туѓото внимание, од згрижувачите, од родителите и така натаму. Колку се децата тука, дали е тоа практично и проблемот зошто се децата најзасегната категорија или има некои други фактори зошто децата се токму можеби и најмасовната категорија кога зборуваме за социјалниот ризик? Точно е, Магдалена, да, децата се најзастапената група во групата на лица кои спаѓаат под социјален ризик. Дел од причините ти веќе ги спомена во прашањето, некако и го полуодговори, можам да кажам. Од друга страна, сепак морам да кажам дека не е баш така дека возрастните може да се преквалификуваат или да добијат веднаш работа или некако да излезат од овој проблем. Проблемот е малку и психолошки, односно лицата кои се на работна екзистенција и не го гледаат излезот од тоа да се пријават на интервју, да најдат работа, да почнат да работат и да едноставно да си го продолжат животот на тој начин. Морам да сум искрена и да кажам дека неретко се случува кога зборуваме непосредно со семејства кои се во социјален ризик, на секое наше потенцијално решение на проблемот тие да доаѓаат со нов проблем. Некако е токму ова што ти го говориш, ако се најде работа, добро еве, можеш да почнеш да работиш, ама кој ќе ги чува децата? Добро еве, ќе најдеме кој да ги чува децата, следно доаѓа некој нов проблем, дека лицето има здравствени проблеми, дека не може да е со полно работно време, дека ќе се укине гарантираната минимална помош и така натаму. Така што и не е се толку црно и бело и не е се така лесно да се реши. Од друга страна, да, децата се деца и по дефиниција се зависни од родител или старател, без разлика дали е тоа државата или сопствените родители, старатели на детето. И поради тоа се навистина најранливата група. Односно, овие деца, доколку некој друг не ги заштити, што треба да биде нивни некако ѕид и помош помеѓу нив и остатокот од светот кој се труди да нешто лошо им направи, навистина овие деца се оставени на едноставно на што ќе донесе денот и тоа е огромен проблем. Од друга страна не можам да не се навратам на тоа дека за некои од овие проблеми решенијата законски ние веќе ги имаме. Односно, многу често се случува да
Децата од семејства кои се во социјален ризик не посетуваат училиште. Тоа е законски решено. Во нашата држава основното и средното образование се задолжителни. Доколку се како на хартија, никогаш не би се случило да децата останат без образование и без училиште, но реалноста е друга. Повторно ќе кажам, на секое решение се наидуваме на нов проблем, односно сме слушнале многу пати дека децата се некако линчувани, можам да кажам, во такви средини или се дискриминирани, односно родителите велат, знаете, доколку вие на вашето дете не би можеле да му купите нова облека на почетокот на школската година, или треба да оди со иски на транец, или немате доволно пари да му дадете за храна секојдневно, тоа дете ќе биде покажувано со прст во таа средина, или има јазични бариери, листата е навистина долга со предизвиците со кои се соочуваат лицата и семејствата во ризик, но како што кажавме, се трудиме системски да помогнеме, па така да не решаваме само едно делче од сложувалката, туку навистина да го покриеме целиот проблем и целиот предизвик да биде решен системски. Андреја баш убаво го опиша ова, навистина и психолошки да некаде е моментот. Дури еден социолог вели дека не само што е поединечен и психолошки пристапот, туку лица, например, кои што живеат долго време во сиромаштија, на некој начин целата група создава култура на сиромаштија и остануваат со уверување дека тоа е еден начин на живот, еден модус како ги пренесуваат своите навики и вредности на идната генерација и веќе со векови една група може да живее во некои субстандардни услови за другото за другото обкружување, односно за другите групи, тоа да го перципираат како проблем, меѓутоа групата која што живее во нејзината внатрешност толку добро е прилагодена на тие субстандардни услови за живот, да за нив тоа не представува некаков проблем, туку просто некаков израз на култура или слобода, или тоа го прифаќаат едноставно фаталистички како некоја судбина на нивната група. Тука ќе спомнам ромската популација и така натаму, без намера да нели дискриминирам, меѓутоа станува збор навистина за ранлива категорија на која што е потребна помош. Сега дали е тоа проблем на другите кои што го гледаат тој проблем кај лицата кои што се ранливи, кои што се маргинализирани, кои што навистина живеат во социјален ризик, или самата група треба да апелира и да побара помош, и кој е тој што е одговорен да го идентификува проблемот на социјалниот ризик и да пружи поддршка? Како што кажа, проблемот лежи најпрво во верувањата и во сваќањата. Нашиот став е дека решение на проблемот секогаш треба да понуди државата. Нели, овие лица, без разлика од која популација се граѓани на државата. Ние додуше имаме еден друг проблем со фантом лица, фантом деца кои се без никаква документација во нашата држава. Тоа се лица кои се доселиле и во тој момент не добиле никаков документ. Па се случи во последнава година да ние наидеме на генерации вакви семејства кои чија мајка или баба се преселила тука без документи, се изродиле деца, внуци и тие никаде не постојат. За среќа тоа почна да се решава, и ако не се лажам, веќе при крајот на решение, доаѓање на решение, односно им се извадија документи на овие лица, но државата сепак е она која прва треба да го воочи проблемот како таков. Неретко се вели дека соочувањето со проблемот и признавањето дека има проблем е најтешкото, а тука ние навистина имаме проблем. Имаме огромен број на лица кои живеат на работна сиромаштија, па така како помагател на државата, морам да кажам дека тука сме и ние, невладините организации кои делуваме на терен поблиску до граѓаните и со тоа нормално и поблиску до семејствата кои се во социјален ризик или кои живеат на маргините на општеството. Но
Секако, индивидуално може секој да помогне, доколку воочи некаква ситуација на која ја потребна помош во неговата околина. Заедницата е многу важна кога станува збор за семејствата и лицата во ризик. Некако секој од нас може да каже или да наброи во неговото обкружување, дали знае, дали слушнал, дали гледа секојдневно, дали се тоа деца што питачат, дали се тоа лица на кои им треба некаква помош и тоа е видливо или го воочиле на некој начин. Така што решението не е само во еден или во една институција или во една организација. Повторно се враќаме на тоа дека се потребни системски решенија и системски пристап. Неколку пати го спомна образованието и навистина се истакнува важноста на образованието и преку УНИЦЕФ и преку другите организации меѓународни кои што се занимаваат со детските права и заштита на истите. Образованието е, да кажам, вратата кон прозорецот кон светот, кон иднината, излезот од секоја состојба. Меѓутоа, постојат ли кој е според вас како невладина организација Новинари за човекови права воочен механизам најдобар од вашето искуство, од пракса, од проектите што достага сте ги работеле, од лицата со кои што сте контактирале досега во спроведувањето на проектите, кој е најдобриот механизам да се заштитат децата од социјален ризик? Што треба да се направи? Дали постои некоја национална државна стратегија или меѓународна стратегија? Што треба да се направи и кои се тие можеби начала кои што треба да се имплементираат за да ги заштитиме еве децата од немање лични документи, од немање пристап до питка вода, немање пристап до образование, дали е тоа предшколско, не знам, школско и така натаму. Сиромаштие исто како еден од проблемите. Што впрочем треба како механизам да се постави за еве да го спречиме и дали воопшто можеме да го елиминираме тој проблем на паѓање во социјален ризик кога се децата во прашање? Многу е сурово, но реалноста е таква да она комплетно да го избришеме ризикот од тоа да некој влезе во или да излезе на маргините на општеството, тоа е навистина невозможно. Да, јас неколку пати веќе го споменав на редовно образование и колку е важно. Важно е за тоа што тука не станува збор само за она што детето ќе го научи формално, лекциите на училиште. Тука станува збор за социјализација, тука станува збор за учење на редовност, станува збор за создавање некаква навика, што понатаму во животот е од голема важност. Ние се соочуваме многу пати со лица чии проблеми ќе ги решиме до некаде и тие доаѓаат до момент каде што се вработуваат. Верувајте дека е многу тешко вие на некој што живеел комплетно номадски живот, што да речеме собирал пластика целиот свој живот и тоа го правел во текот од денот или во делот од денот кога нему му одговара. Доколку врнело не излегувал, доколку е навистина ладно, тие ден, два, три ги седи дома. Многу е тешко на некое вакво лице после 20-30 години живење на овој начин на живот, вие да му објасните дека наеднаш не, треба да станува секој ден и да оди на работа и таму да биде од 8 до 4 и да ги изврши обврските и да се врати дома и да продолжи со други обврски. Па така некако го гледаме решението во тоа да на децата уште од најмала возраст им се всадат овие навики во животот, се со цел да можат регуларно да функционираат во секојдневниот живот. Од друга страна, што е еден и кој е еден од начините е она интеграција во општеството. Значи, без разлика дали зборуваме ние за лице од одредена популација, дали зборуваме за лице кое живее во одреден дел од градот, бидејќи се случува да лицата кои се во социјален ризик живеат или на некако крајот, значи скоро надворот од градската средина, па така не се во централно градско подрачје, или дури оние кои се во централно градско подрачје живеат во едни импровизирани куќи кои немаат пристап до вода и санитација. Така што интеграцијата на лицето во општеството е од особена важност.
се со цел тој да е едно во заедницата и едно со заедницата. Кога зборуваме за лица од социјален ризик, многу често, дали е тоа нивно лично чувство или станува збор за некои општествени предрасуди и стереотипи за лицата од социјален ризик, се смета дека ова тема е табу, како да е срамота да бидеш сиромашен, како да е срамота да не одиш во школо или не знам други некои феномени кои што го вклучуваат социјалниот ризик и го објаснуваат социјалниот ризик. Како општеството треба да работи на амортизирање на сите тие табуа, предрасуди, стереотипи кои што се однесуваат на лицата од социјален ризик и дали има врска тоа што велиме, не знам, секогаш ја препишуваме вината, ја бараме кај жртвата. Например, ако е некој во социјален ризик, тој е мрзлив, тој не сака да работи. И може би тоа, например, што пристапот најлесно да се ослободиш од некој феномен е да го обвиниш тој што е жртва на самиот тој феномен и со самото тоа државата го решава својот проблем, заедницата мижи пред таквите луѓе, а тие луѓе се затвараат уште повеќе во себе баш поради тоа чувство на срам и дека нешто тие погрешиле и се виновни со самото тоа што се нашле во таква ситуација. Како да пристапиме на овој проблем, затоа што ми се чини дека е навистина некоја апорична ситуација, како безпатие да е, како тие лица навистина да се во некоја безизлазна состојба, кога дополнително на сето тоа што го имаат како реален проблем, треба да се соочуваат и со сите тие предрасуди на средината. Лицата кои се на маргините на општеството некако за себе и веруваат дека нема излез од таа ситуација. Вие многу тешко е да му објасните некому кој е роден во таква средина, чии баба и дедо така живееле, чии мајка и татко така живееле, дека најнаш тој е оној кој може работите да ги прави поинаку, дека тоа лице всушност има право до пристап и на питка вода, и на санитација, и на образование, и на гарантирана минимална помош. Се она кое државата всушност му го нуди. Многу е тешко да ги смените токму она што го зборувавме претходно, навиките и верувањата на луѓето кои се таму со генерации и постојат како такви. Да, ситуацијата кај нас е таква да многу некогаш и навистина многу тешко овие лица излегуваат од проблемот или се враќаат, да речеме, во некаков си регуларен живот и регуларно функционирање секојдневно. Тука не се знае токму кој да се обвини, неретко се обвинува жртвата и се користи токму тоа што го кажуваш дека тие се мрзеливи или дека немаат желба да сменат или она што многу често го слушам во последно време е дека едноставно тие многу лагодно и удобно си живеат и со помошта што ја добиваат од невладини организации, од хумани граѓани, од хумани општествено одговорни компании и така натаму. Ситуацијата е различна од случај до случај. Навистина не можеме да ги генерализираме овие работи. Верувајте, има луѓе кои макотрпно се трудат нешто да направат и да променат за своите деца. Ние имаме мајки со кои работиме, кои велат, значи јас ќе работам деноноќно, само децата да ми одат на училиште, да завршат школа и да можат утре да се вработат во канцеларии. За нив многу често и тоа е еден начин, тие велат јас чистам, ама детето да ми седи во канцеларија. Навистина не може да генерализираме и мора да ги опфатиме единките секоја за себе. И всушност тоа е за нас многу важно, дека тоа не е само една бројка или тоа не е само така под наслов маргинализирана група на граѓани. Тука станува збор за човечки судбини, станува збор за човечки животи, станува збор за детски животи кои навистина се трудиме да во нив вложиме труд, внимание, време, љубов и се со цел да ги промениме нивните судбини на подобро.
Она што исто така сакам да те прашам, кога веќе кажа дека станува збор за кога зборуваме за маргинализирани заедници или за лица од социјален ризик, сметаме дека тоа е како некоја типологија, како сите да личат униформно да личат едни на други, нели, како нивната судбина да е заедничка и дека ако кажеме некоја дефиниција за тоа што представува социјален ризик, мислиме на сите лица кои што ги исполнуваат условите да бидат наречени лица од социјален ризик. Колку е важен тој поединечен пристап, колку е важно да имаме во умот и во нашата подсвест секогаш да ја имаме таа идеја дека и ние можеме да бидеме лица од социјален ризик. Короната ни покажа дека многу малце и економските кризи, дека животот е многу неизвестен, особено кога го живееме на ова глобално ниво и кога сме цело време намета на некои глобални влијанија, дека нема ништо известно и дека многу лесно и ние можеме да се претвориме во лица од социјален ризик што ќе немаат пристап до основни фундаментални нивни ресурси за задоволување на потреби. И исто така сакам да те прашам, кога сме веќе кај поединци и групи, многу често се верува денеска дека западните некои влијанија, луѓето живеат поединечни животи и се одлучуваат дури сега се воведува категорија и на пописи домаќинство со по еден член или семејство со по еден член, што значи дека луѓето веќе немаат тенденција да се организираат, туку живеат поединечни животи, и сега некој етички тоа го вреднува како себичност, други велат дека е многу полесно ти ако немаш сметки да водиш за друг, за лице кој што е, не знам, кој што е му е потребна твојата нега, сепак и семејството и бракот е економска заедница и на некој начин тука станува збор за размена и на некој начин помош кој што ја даваме и жртва што ја даваме за другите лица, или сметаш дека сепак ако се организираме во семејства многу полесно ќе можеме да се соочиме со сите ризици кои што ни приоѓаат во животот? Како што и сама спомена, ние сакаме навистина да го доближиме тоа до луѓето, дека не е се само дефиниција, не е се само една линија во текст, туку станува збор за нешто навистина подлабоко кога зборуваме на тема лица и семејства од социјален ризик. Кога веќе спомена за сиромаштијата и за што се претходело, јас морам да напоменам дека бројот на овие семејства кои се на некако маргините на општеството и на работна сиромаштија и многу често слушаме за семејства кои преживуваат само со еден оброк дневно, бројката на овие семејства се повеќе се зголемува. Едноставно секој од нас кога ќе влезе во маркет денес може да види колку се зголемиле цените на производите кои ги конзумираме секојдневно во однос на година 2-3 наназад. А од друга страна не може да кажеме дека примањата на лицата се зголемиле процентуално за толку. Па така навистина секое лице, секој еден од нас може да стане потенцијално, јас не милувам да го користам зборот жртва, но да стане дел од групата на лица со социјален ризик. Од друга страна, кога станува збор за дали е подобро да човекот живее самостојно како поединец или во заедница, верувам дека на балканските простори порано многу и погласно и многу блиску живееле луѓето и многу погласно се зборувало за тоа колку е важна заедницата и кои се придобивките од животот во заедница. Тука не зборувам само за семејство или поединец, туку за семејството во заедницата. Морам да кажам дека од тоа што ние досега сме го виделе на терен, е дека доколку лицето е добро интегрирано во општеството и во заедницата, тоа му носи само добро. Односно, тогаш тука е заедницата подготвена да помогне, може да се воочат проблемите со кои се соочува семејството и на тој начин некако да се доближат до него и да ја ублажат или подобрат неговата состојба.
сега реален приговор на секој гледач на емисијата Мој збор кон мене еве како водител на оваа емисија, со однос на тоа дека ти се занимаваш со активизам и имаш реални придонеси кон темата за кој што се занимавам, меѓутоа некој за мене ќе каже може би припаѓаш во таа група на луѓе кои што само теоретизираат, еве правиш емисија и тоа изгледа како некоја заложба на вистина за лицата во социјален ризик, меѓутоа штом ќе излезеш од ова студио, односно од оваа просторија, веројатно ќе најдеш на десетици примери околу тебе на кои што немаш реални придонеси, реален пристап како да им помогнеш и на некој начин да ја ублажиш таа тегобност во која што тие се наоѓаат. Еве, порака за сите кои што сакаат, меѓутоа не знаат како, затоа што јас верувам дека луѓето можеби само немаат начин, можеби само не им е јасно што треба да направат кога ќе видат дека некој се наоѓа во незавидна ситуација, на сиромаштија, на питачење и така натаму и сака да даде реален придонес и да помогне на некое дете. Многу честа гледка низ Скопје и низ другите градови во Македонија е дека се експлоатираат децата за питачење. Сега некои велат дека тоа е бизнис, некои велат дека тоа е едноставно некое научено поведение што децата го гледале од повозрастните членови на нивното семејство и на нивната заедница, што и да е позадината на тоа, да не навлегуваме, меѓутоа што да направиме кога ќе видиме пред нас дете што питачи, дали во моментот треба да се изреагира на тој начин што ќе се апелира за помош до државата и ќе се известат надлежните служби, или едноставно има некој потопол, похуман пристап кој што можеме да го направиме во тој момент ад хок, а при тоа да тоа има некои реални резултати и да нешто им значи на тие лица кои што се во социјален ризик, поточно еве сега конкретно во прашањето за деца. Кога станува збор за тоа, мора да веднаш направиме една дистинкција. Питачењето по дефиниција е форма на трговија со деца. Експлоатацијата на деца во било каква форма, ама особено во форма на питачење, е навистина страшна и не треба да се поддржува на ниеден начин. Многу често и мене ме прашуваат, нели, пријатели, роднини, ама еве го надвор детето на раскрсница, веќе е многу ладно, температурите се блиску до нула, некогаш и минусни наутро, барем 10 денари, мене ништо не ми менуваат 10 денари. Да, на лицето што дава ништо не му менуваат 10 денари, но на оној кој во позадина ги зима парите, му се дава чиста слика дека бизнисот е добар и дека може да продолжи понатаму со експлоатација на детскиот труд. Против ова сме многу и навистина гласно го говориме тоа. Од друга страна, кога станува збор за некаква помош и тоа еве што може граѓанинот да направи и она што ти го велиш по-хуман или по некако смирен, топол пристап, празници се ближат, така што јас сметам дека секој од нас кој е во можност, кој е во состојба да помогне некому, дали е тоа во форма на готов оброк, дали е тоа во форма на топла облека, на кебиња, шал, капа, ракавици. Ние имаме и многу бездомни лица во државата кои за некому најсреќните и најтоплите денови во годината ќе ги поминат надвор на ладниот бетон, така што да направиме било што за да ги стоплиме, дури и краток разговор со нив за да увидиме кои се нивните потреби, бидејќи секогаш може да не идеме, како што кажав, на различност, дел сакаат помош, дел одбиваат помош. Во нашата држава, во градот Скопје, постои и центар за згрижување на бездомници, особено во зимниот период, кога температурите се навистина близу нулата или минусни, па така било што некако ќе го олесни периодот и ладните денови на овие лица, за нив ќе е од помош.
Андреја, ти благодарам за денешното учество во емисијата Мој збор. Навистина сподели корисни совети со однос на тоа дека еве денеска е 29 декември, пред нас предстојат неколку клучни празници во почетокот на новата година, како што ние нели сакаме во празничниот и еуфоричниот дух да бидеме во некој топол амбиент и да празнуваме достоинствено, така и секој од нас може да направи еден мал чекор да им помогне на оние кои што нема да за жал имаат таква околност да празнуваат како што доликува и како што нели е нашата традиција и како што впрочем изгледаат празниците со една еуфорија, со семеен амбиент, со близина, со топлина и така натаму. Ти благодарам уште еднаш и посакувам многу успех за вашите проекти, затоа што сметам дека доколку успешна приказна заокружувате со овие проекти, тоа ќе се ефектуира на целото општество и ќе биде подобра општествената слика за сите нас. Благодарам, Магдалена, благодарам на поканата, среќни празници тебе и на твоите гледачи. Се гледаме следната година со нови активности и проекти. Да се биде лице од социјален ризик не само што представува потешкоти, а да се има пристап до основните фундаменталните ресурси кои што се потребни за задоволување на физиолошките и базичните потреби на луѓето, туку и представува дополнителна општествена стигма и општествен притисок, затоа што лицата од социјален ризик често пати се исклучени од општеството, се невидливи, се маргинализирани. Кога се децата во прашање, тогаш ситуацијата е уште покомплицирана затоа што децата самостојно не можат да говорат во свое име и едноставно им треба дополнителна поддршка од други лица во општеството и општествени чинители за да можат своите проблеми гласно и јасно да ги истакнуваат и секако да поттикнуваат решение на сите проблеми кои што се однесуваат на децата од социјалниот ризик и нивните семејства. Гостинка во денешната емисија ми беше Андреја Накова од Новинари за човекови права, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови гости, нови теми и нови содржини. До тогаш убава работна недела. Се гледаме.